Под мотото Светот на образованието ги бриша границите се одржа 7-та регионална конференција во Велика Горица. На истата учествуваа повеќе од 200 наставници, професори, воспитувачи и образовни лидери од 6 земји. Од нашата држава за Хрватска заминаа повеќе од 40 наставници. Целта на конференцијата беше да ги инспирира и поврзе наставниците од различни земји на Балканот, поттикнувајќи ги на меѓусебна соработка и разменување на образовни практики и идеи. Целото збиднување, целата таа приказна околу таа конференција има посебна убавина. Јас веќе како наставник со моето учество трет пат веќе одам на оваа конференција, не случајно. Значи има своји убавини, има своји придобивки како наставник, затоа и овој пат бев во Хрватска. Добив признание за почестен член на Асоциацијата за најдобри наставници, директори и лидери во регионот. Впечатоците се воодушевувачки затоа што е убаво да се видиш со многу други воспитувачи, наставници од регионот, да размениш искуства, да се вклопиш во едно вмрежување кое што понатаму може да се расшири прво во пријателство, потоа во заеднички дружби, а и во едно вмрежување кое што ќе продолжи градинки со градинки, бидејќи јас доаѓам од градинка како воспитувач и затоа и сакам да кажам и да ги малце поттикнам воспитувачите од Македонија да учествуваат на вакви асоциации, да бидат поттикнати не само од наградите, него од целото случување таму што се случува тие 4 дена. 4 дена траеше конференцијата, беше преубаво, значи секој ден имаше нови работи. Првиот ден имаше сајм на образование, на кој што ние македонците, дел одредена група од наставници, учествувавме на отворениот сајм, на кој што имавме приложено наши изработки од рециклиран материјал. Темата беше екоемпатија. Значи, навистина тоа требаше да се види и треба да се доживее. Мислам дека ќе ги видиме работите на фотографии. Тоа беше првиот ден. Вториот ден постоја разни трибини, на кои што се вклучува и панел дискусии, работилници, саемот исто така на образование и нови работи кои што можевме да ги споделиме едни од други наставници. И третиот ден веќе беше доделување на признанија за најдобри наставници од регионот, за кој што јас го добив тоа признание, најдобар наставник и лидер во регионот на поранешните југословенски простори. Се запознавме со многу наставници од другите држави со кои што веќе трет пат јас како наставник се сретнувам, со кои што веќе имаме постојана комуникација, со кои што така наречено вмрежување направивме со училиштата, од каде што тие доаѓаат, со нашето училиште, државите од кои што потекнуваат. Исто така на оваа конференција го запознавме системот на образование. Бевме во посета на градинката Цицибан. Имавме многу убав прием, видовме многу интересни изработки кои што може да ни послужат и тука кај нас и работат еден друг систем, работат по многу друга програма, но е добро да се види и да се примени нешто и кај нас. Нашата програма тука е исто добра за работа и е обширна, така да негде се погодуваме во исто, а негде и сме различни, но различноста е убава, нели, за да научиме и видиме нешто друго. Јас мислам дека секој би требало да биде дел од оваа конференција, затоа што секој одење и секоја нова конференција не учи нешто ново и правиме нешто ново. Последниот настан што ни се случи, можам да кажам дека снимивме преубав спот на наставници со пејачот Жак, кој што е исто од Велика Горица, кој што одвои време. Тој е оној пејач кој што ја представуваше Хрватска на Евровизија. И тоа беше нешто преубаво. Снимавме буквално на различни делови од Загреб и Велика Горица. И секој момент беше посебен. И на крај, кога ни се вклучи, ние веќе ја научивме неговата песна, која што ни стана хит тие 4 дена и направивме многу убав спот. Ние како оделенски наставници бевме во посета на одредено училиште, научивме како тие работат, како тие функционираат, какви практики применуваат, како се одвива наставата. И на крај на денот, кога ќе се сумираат сите тие впечатоци, сепак ние наставниците размислуваме исто
ги сакаме дечињата, таа љубов кон тие мали душички не води кон целта, односно да бидеме подобри, секојдневно да се надградуваме и сето тоа што ќе го научиме, да го пренесеме кај нашите ученици. Убаво е да се види опременоста на градинките, не многу поразлична од нашите, но самата топлина која ќе влезеш во една таква институција е нешто ново, нешто убаво, приемот, самите бакнежи од децата кои што ги добивме се нешто воодушевувачко. Која конференција ние учиме и тоа што го учиме го пренесуваме тука. Можам да кажам дека токму мојот професионален развој започна и од првото следење на конференцијата во Сараево, кога научив нови работи, кога ги применив тие и со моите колешки и со моите ученици. Наставниците имаа можност да посетат и неколку образовни институции во Велика Горица и одблизу да се запознаат со традиционалните и иновативни практики во образованието. Се создадоа нови пријателства, се стекна и нови знаења и се разменија искуства со колегите од другите земји. Следната 8 конференција е во Македонија, а домаќин е градот Охрид.